Здраво момци, девојки и дечиња, доаѓате во 5 минута 5 минутно видео со баба Слободанка. Буквално сега баба ми ќе ви каже, баба, која генерација си ти? Како? Која генерација си? 49-та, 72 години. Баба има 17 години, буквално порано кога бил Тито на власт, било по-цивилизирано, па буквално баба има завршено основно пред 70 години, така некој ќе му дое. Пред 70 години заврши школа. Па фала Богу, пред 70 години само ние сме учеле само од прво до четврто, ништо више. Какви книги имавте каков материјал? Сме имале буквар, и беше на пола буквар, пола читанка, така се викаше тогаш на тоа време. Ние читанките ги викаме стихотворби. Па наше со сликотворби беше, ама една половина до пола. Буквар, од пола намо, читанка го викаме. Така беа, тогаш книгите беа такви, посебно имавме после и историја, математика. А географија? Не сме имале тој. Прилика вие постара генерација, ние сме една нова генерација. Па, фала Богу. Ти кој беше девојче, дали беше цивилизирана школата? Дали имаше бунтови? Немаше, ништо немаше, тога беше многу мирно, фино, ни да ти е страф да идеш у школо, сами сме оделе, едно дете само дека село растурено, негдека се здружи у 2-3, се викаме, например, комши, као сега ти, баба Златка има дете, баба Дарка има и викамо се, ајде ќе паѓаме ли у школу, ајде ќе паѓаме и чекамо се, собереме се 3-4 и си идеме заедно у школу. И таму многу убаво ни беше, само нашите наставници беа по-строги, тоа беше строго времето, не е сега до наставници. Значи имал тешка дисциплина. Имаше многу дисциплина тогаш, не смееш да тропнеш на наставник кога ќе ни пушти на Голем одмор? Голем одмор, ние ga викаме само одмор, кога ќе ни пушти на одмор, он иде да преспие. И ние околу школото, имаше двор скроз се залиќа вака слободно може околу целото школо. Ние викаме, дереме се и он на прозор само ќе ни чукне вака и вака ќе ни направи. Демек он спие да ќутимо ние, не смееме да писнеме. И после кога ќе ни собере на час, и он гледа преко прозор, он гледа кои деца повеќе викаат. Еве ти пример, Кико, Стојанчо и Митре. Да, и Кико, Стојанчо и ти, Митре, шо викавте толку? Уште еднаш када не сум ве слушнал, јас сум легнал да одмарам. Да не сум ве слушнал да викате под прозор. Од другава страна играјте, од напред. А njega му беше собата негова како позади. Како у средина да не се слуша. И ние од позади идеме таму, трчиме, бркамо се околу школото, правиме круг, се бркаме. Брканица. И njega му галамиме и после на час кога ќе ни собере, кога ќе влеземе внатре и ќе ни прво ни дава опомена. Утре ако се случи истото, држ се добро. Уото ќе ти го истегне до пола. А имало шамарање? И шамарање за уо ќе ни фати вака, ќе ни го заврти уото, пляс! И ние... А тя, има постар метод, овде како ти си го знаеш, овде како... Па и тука, овде ка ќе вати вака. Машките ги фаќаше тука, а нас женски по не. А машките ка ти ги фати овде вака, они подигав се нагоре, он ка ќе потргне вака, како што седи они, он ги фати овде и да ги скубе и они и се дигаат нагоре. Он ка ти ги скубе, а нас женски по не ни е скубе. Баба, а која смена идете на школа, прва или втора? Само прва, втора немаше. Од колку до колку? Ако идеме ние второ, далеко ни беше школото, доколку од овде не, Ѓорче е близу. Од Влаја фактички. Од тука до Влаја. И Влаја е близу. Далеко ни беше, па Бога ми, направо да е вака, да не се врти, да речеме сега вака, како на кај Ѓорче. Како од Ѓорче до Ситимул. Добро. Далеко ни е било школото и ние ако идеме втора смена, кој ќе се стамне и зимно време гледаш у 4 саат ноќ. И ние ако имало и втора смена, волци ќе ни изјадат. За крај на видео ќе те замолам да ми го кажеш тоа, што ми го каже летос, како некој твоја другарка паднала во мраз.
Па да, а не, ние си за на кај школо беше тоа. Си одиме на кај школо да идеме, а беше како сега ово време есенско, знам ладно беше, бема така Студено. пооблечени, студено беше, ама снег немаше. И река има си тече, испод школото беше реката. Не е многу близу колку од овде до нашето школо. Реката беше па школото. И ние од оваден ја прерипи, што знам како, нели се потцапна, она дали се сопна, и ја од оваден се затрчав, бам, си рипнав отаден, и она с ногата тап шлап доле у водана, лело реко ќе го однесе вода. Босилка се викаше ја, босилке. Босилка и има. Босилка, да. И она не може, оно длабоко доле. И ја клекна на колена и А влечеше водата? Она се фати за камен у карпа. И ја го фати за рука, вака крекнав на колена, го фатив за рука, го извадив горе. Он ноги у вода, она целата вода, све у вода. И отидовме и ја му кажав ние викавме учителе, сега наставник. Професора? Да, професор, ама ми е учителе. Учителе, босилка падна у вода, мокра е све. И он како, па така, викам, да пририпи, викам, преку реката, викам, и падна у вода. И он одведе го кај него у канцеларија, да се исуши, и после го испрати дома, да она вода све... Се цеди од неа. Што носеше, не знам... Опинци смо носиле тогаш, нема како сега кондури, опинци. Па да, и мокри чорапи измокрени, све измокрено, и он го одведе кај него у канцеларија и да се собуе таму, да исуши чорапи, малку да се стопли и го пушти да си оди дома, иначе она жива вода, све у вир падна доле у вода, и жива вода и кај ќе седи на час. А ние И го пушти и си отиде дома. кај нас, у кој бев останал, си имавме мешан клас, и машко и женско, кај вас? Ние бевме мешани, машко и женско. Не, кај нас не. Оти? Не знам зашто, не су ни мешале нас. Една клупа, женски пример, па по две, мора по три беа. Или по две или по три беа у клупа. Како што е клупата сега, колку сега уште толку вака. Од фотелјата толку, по двајца смо биле, да. И женски е кој се најзакача, пример дете кој е Темпераментно. тепа деца, да се закача, го стави у последна клупа. На грашка ние викаме. Да, у последна клупа. Тие што се подобри пред njega, како сега што му е njega бирото, масата, и одма клупите. И тие што се подобри, потака, и он ги става у прва клупа, ќе ги стави, па после другите, па другите. А тие што се како што викаме ние по наше лоши, што се закачат, што се тепат, тие на последна клупа ги остави. Фала ти за видео, а уште нешто ќе те прашам и не те замарам. Дали машки прават бели во класика, се тепали, кршали нешто? Не, ти ми кажуваше дека со јаболки трескале. Не су кршеле, немало што да се крши. Ама јаболки што ги трескале? Ама тоа кога су на одмор, ние женските не. Седнемо си, имаше така едно... Како клупа? Не, као шахта да го речеме, ама немаше тога шахта, едно бетонче имаше така коцкасто. И ние си седнеме таму на тоа и си збориме, знаеш. Муабети си правиме, а машките имаше две јаболки и качив се у јаболките горе. Они уште зелени кога беа така потолкачки, не зрели големи, така малку потолкави. И они качив се у јаболките горе. А други не знаат дека се качени, двајца се качил горе у јаболката. А други доле си играт, си стојат под јаболката, си прават муабет. И сега не знаат дека овие двајца се качиле горе. И они скинев јаболка и у глава. Тинг! И овие погледнев горе. О, сега ќе видиш ти на учителот. И брго трчи кај учителот да го каже. И они брго рипат од озгора страги. А која висина била? Имавме страв тогаш. Високо да? Добро, не беше многу високо. А бе, рипање одма? Рипање одма, па како? Не ќе да биде шамаране. Имаше, ние имавме страв многу од наставниците наши некако. Јаким. Да, од Јаким. И тепава, тогаш тепава, сега не е така законот. Порано ти го си била дете, со ленир ќе те тресна. Ленир у маса, у прачка, он си имаше и ленир и прачка. Една прачка толкава и кога ќе дојде дневникот под мишки, ленирот, прачката, и дојде и
Ние станемо, добро утро, добро утро, добро утро. Добро утро, и ни прави да седнемо. И он остави тоа дневникот, прачките, лењерот на маса пред njega, седне, отвара ga тамо дневникот, што ќе имаме прв час тамо, втор час, отвара ga. Ајде извадете пример буквар, извадимо буквар. И ќе ни тера тамо да читаме, па да прераскажуваме, четива. Па тие сликотворби што ги имаше, па едни има со 2 сликотворби. А едни што има со 6, со 7. Душе ќе ви зови. Леле, да ги научите на памет, вика, кај ние не знаеме ни едно редче да научиме. А камо ли по 8? И за дома. Ке ни прашам. Ја научивте сликотворбата? Не. Чутимо. Не викаме ништо, а кој дете го научило? Ја, учителе, 2 прста треба да вигнеш. Ја, учителе. И он, другите чутат. Ти, Христијан. Клима, бе. Криме. Ти, Слободанке. Не. Ето тоа, ама што се добиваше? Кажи ми. Ти... не. Те мој, ама првење со ваки ти. Па да, како ќе ни тепа, ако ќе пример некој дете да направи бели нешто или да оноди, и а ми не ни знаеме. И кога ќе влеземе на час, и он само стани, и ќе станеме, направи вика вака. Мини на крај памет дека он ќе ни... Ќе да обржи. Да, ќе ни удара со тоа стапот. И ние направиме вака и он со тоа лењерот озгора. Пам, ние уста ја ставаме раката, со прачка по глава, по уши, со прачката тај вака по уши. Ние не смееме да писнеме, да мрднеме. Да, битно сте Да. биле дисциплинирани. Па дисциплинирани, ако не знаеме таблица, ќе ни рече да ја научите таблицата, пример со 2, со 5, со не е важно со 3, кога ќе дојдам ја да ќе ве испрешам да ми ја кажете. Ние ве учиме, ама кад не може да запамтиме, а седиме вака. И читаш. 2 по 1, 2, 2 по 2, 4, 3 по 3, пример 6 тамо. И кога ќе дојде време, кога ќе дојде он да ни праша, ја научи Слободанка таблицата, па учителе нешто научи. Ајде да ми кажеш. И он сега да ме прашуе по ред од озгора, по све по ред, ќе му ја кажам. Ама он ме праша, пример, прескокне 3 или 4, 5-тото, 6-тото ќе ме праша, ја баш тој не го знам. И ајде праша друго, и тие што не знаат, ти, Слободанке, и ти, Босилке, ќе останете у затвор. Така се викаше, затвор. Као Ние што е Кејзија. тоа сега затвор, но е у истата училна. У истата училна, сите деца ќе се оди дома кои научиле све што треба, научиле, пусти ги. Нас не се смееме, не искача преко врата, ние седиме. А со каден да се заклучеше? Со каден? Да, клjuč си има на влезната врата. Иначе не ќе искочиме и си одимо. Клjuč на влезната врата, заклучи, другите искачат, си одил на наставникот, му викаат пријатно, како сега чао, пријатно, он пријатно, и обрне се на кај нас, ние плачемо, они ни се смеем, ние не знаеме, у затвор остаени, и ќе ни испрашува, и после кој ќе ни пушти ноќ, 4 сат, зимно време, волци ќе ни изедат до дома додек да отидеме, ти рачунај кај Ѓорче, па до сити му пешки. А банашко нашо место, баги планинско место, и баги има зигари. Планинско, па има, како нема, А после... нагоре, па после има надоле, не бе, натаму на другата страна си иде, не знаеш бабе, како да ти кажем кога не знаеш. Јас ти благодарам за видеото, се гледаме наредно. Чао, чао. Добро, ајде, чао. Лайк, subscribe и значи постарите генерации беа подисциплинирани. Подисциплинирани, фала Богу дека беа подисциплинирани. Да. Чао.